Благодарам, почитуван председателе, колеги пратеници. Непријатно е и да зборуваш на една ваква тема, ама што да правиме кога дојдовме на дередже во држава, премиерот да ни вика дека ќе има храна во држава, кога не убедува дека, иако меѓународните институции велат дека сме најмизерна држава во Европа, дека тоа не е така, и не убедуваат дека државата нема пари за 40 денари да го зголеми студентскиот оброк за иднината на оваа држава. Не убедуваат пратеници кои што поднесоа закон со кој што сака да го скратат опфатот на студенти кои што земаат финансиски средства за студентски оброк, па сега се извинуваат, па уште се представуваат како херои, оти тоа било доблесно. Ајде да зборуваме на вистинскиот јазик, почитувани колеги. Законот го поднесовте затоа што ви нареди од влада. И тоа е единствениот начин на кој што вие како парламентарно мнозинство функционирате. На владата и треба повеќе пари, па решила да крати од студентите. Ама секогаш, кога за тоа следуваат негативни поени, топката ја префрлуваат кај вас пратениците, кои што ги поднесувате законите. Така што, апсолутно тврдам дека да, свесно сте го поднеле тој првичен закон, со кој што ги ускративте правата на студентите, затоа што така ви наредија од влада, затоа што сакате да продолжите вие да ги имате привилегиите кои што ви следуваат во овие парламентарни групи. Ајде да ја зборуваме вистината, немојте да ја замајувате и понатаму јавноста. Суштинскиот проблем е што не само овој закон, со овој првичен предлог кој што го повлековте, само излезе на површина и излезе во јавноста она што овдека во континуитет се случува. А тоа е дека вие сте само голи извршители на желбите на владата и ништо повеќе. Знаете ли колку е несериозно да кажете овдека дека сте поднеле закон во врска со права на студенти без да ги консултирате студентите? Народни избраници кои што по закон и устав се должни да комуницираат со своите гласачи, јавно изјавуваат дека поднеле закон без да се консултираат со своите гласачи, во случајов студенти. Ете така правите вие. Поднесувате закони по диктат на владата, без да се консултирате со целните групи, во континуитет. Јас и покрај тоа што ниту концептот на овој закон не го поддржувам ваков каков што е, затоа што не ги решава суштинските проблеми на студентите. Но кога нешто е на сила, гледаш да го коригираш тоа. Затоа ќе се обидам да помогнам. Најпрвен, зборуваме за 40 денари зголемување на дотацијата за студентски оброк од 120 до 160, која што е логички и економски оправдана. Инфлацијата во прехрамбената индустрија 30% и логички на тоа бараме да се зголеми таа дотација за 30%. Па замислете, еве почитувани студенти, вам ќе ви се обратам, не убедуваат пратениците од власта, истите оние кои што поднесоа закон со кој што сакаат да ви ги земат тие пари, дека за да го зголемиме износот, не сме се консултирале со вас и затоа тие, замислите, нема да гласат. Па луѓе, почнувам да се сомнувам дека имате проблем со логичкото расудување. Па најдете ми еден студент најдете ми, стојам на располагање 24/7, кој што ќе каже: не, јас не сакам да зимам 160 денари дневно, сакам да зимам 120 денари дневно, затоа што така велат пратениците од СДСМ и ДУИ. Проблем со логичко расудување. Тоа е сериозен проблем. И јас ќе ви помогнам од каде да ги најдете тие 40 денари, затоа што велите дека, ете, пари немало. Да, пари нема за студентите, пари нема за другите социјални категории, ама еве,
нека скрати владата од парите кои што ги зима Кире Наумов од СДСМ, кој што за еден мандат ќе земе 120.000 евра плата, а нема да работи ништо. Еве ви еден пример. Еве уште еден пример за да помогнам од каде да ги најдете тие 40 денари за студентите. Скратете од Андреј Жерновски од СДСМ, кој што зима 1000 евра плата месечно за градба на клинички центар кој што не се гради. Еве скратете му на овој неработникот од тие 1000 евра месечно и пренасочите ги кон овие 40 денари за студентите. И ќе продолжам да ви помагам. Скратете му на Томислав Тунтев од Агенцијата за цивилно воздухопловство, кој што зема 203.000 денари плата. Скратете му на Зоран Ѓорѓиев, кој што е директор во ПУИК, кој што зема 105.000 денари месечна плата. Скратете му на Љупчо Зиков, кој што за да ве брани по медиуми зима 80.000 денари месечна плата како некој функционер во МЕПСО. Скратете од Никола Љушев, кој што е член на управниот одбор на Телеком, кој што замислете во државата која што е втора најмизерна држава во Европа, и тоа го велат релевантните институции, зема 713.000 денари месечна плата. Ке ви повторам, колеги од СДСМ и ДУИ, кои што ме убедувате дека 40 денари биле многу и ги немало во буџетот. Скратете од Никола Љушев, кој што зима месечно 713.000 денари расипништво, плата во Република Македонија. Скратете од Фахрудин Хамиди, кој што е директор во МНАФ и кој што зима плата од фантастични 345.000 денари месечно. Скратете од Владо Крстевски, кој што е директор во МНАФ, кој што зима плата од фантастични 266.000 денари, почитувани расипници.